За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛУ-ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е терминот кога го започнуваме изданието на емисијата за Универзитетот отворено. И како што постојано кажувам во овој период, во оваа емисија, овие месеци, зборуваме и ги представуваме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на кампањата за запишување студенти во новата 2023-2024 година. А денеска за сите вас го представуваме Факултетот за безбедност од Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. На телефонска линија го имаме професор доктор Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност. Па, декане, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио УКЛУ-ФМ. Ви благодарам за поканата, поздрав и за вас и за сите слушатели на УКЛУ-ФМ. Пред нашите слушатели, на почеток го представуваме Факултетот за безбедност, кажуваме за како факултет се работи, кажуваме за неговата историја, па еве во оваа прилика за сегашните матуранти, но и за останатите кои што сакат да го продолжат своето високо образование на овој факултет, да кажеме нешто повеќе за него. Ви благодарам за поканата. Да, Факултетот за безбедност е формиран уште во далечната 1977 година, тогаш како единствен факултет во областа на безбедноста во цела поранешна Југославија. Меѓутоа, почнувајќи од 2004 година, тогаш како Полициска академија, а од 2008 година како Факултет за безбедност, факултетот е во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и ги развива сите студиски програми кои што се насочени за потребите на безбедносните институции на еден современ, модерен начин на кој што тоа го прават и нашите колеги од регионот, особено од Југоисточна Европа, меѓутоа и многу факултети, односно полициски академии во Европа. Во овој период на речиси 5 деценијски развој, низ факултетот поминале на вистина многу голем број на студенти, на додипломски, на постдипломски, на докторски студии. Многу од нив се веќе и пензионирани, затоа што во безбедноста важат некои други услови за работување, за работа и така натаму. Многу од нив биле на високи одговорни позиции, на позиции во државниот сектор, но во последните неколку години, можеби 10 години назад, нашиот кадар значително помага и во развојот на приватниот сектор, односно во приватното обезбедување во нашата држава, така да факултетот е факултет кој што е посебен по многу нешта, особено по тоа што кај нас се изучуваат единствени студиски програми кои што не се изучуваат на нито еден друг факултет и на нито еден друг универзитет во општеството. Горди сме на нашата традиција, горди сме на нашето минато, но особено сме среќни што сегашноста ни е, да речам, многу соодветна за една високо образовна установа и нашите планови за иднината се дека на идните студенти ќе им понудиме да студираат под услови кои што се исти и во Скопје, и во Виена, и во Берлин, и во Љубљана, и во Белград, насекаде во Европа, затоа што безбедноста едноставно е прашање кое што на исти и сличен начин се третира во целиот свет, а сите заеднички се соочуваме со безбедностите предизвици. Младите го препознаваат Факултетот за безбедност како институција со висок квалитет, со професори кои што во секое време се подготвени да го споделат своето знаење со нив и секако да ги упатат во она за што се одлучиле да биде нивна идна професија. Рековте тука генерации млади луѓе го завршиле образованието, нашле соодветно вработување, нешто што како пракса се продолжува и понатаму. Така е, и во изминативе 15 на години, од кога дипломираа првите студенти од Полициската академија, односно од Факултетот за безбедност, воспоставивме добра пракса со Министерството за внатрешни работи, особено во изминативе 5 години, да речиси сите наши студенти се вработуваат пред се во Министерството за внатрешни работи и во помалите безбедностни институции, но тоа за жал не беше случај до пред 6-7 години. Во тоа време сосема поинаку се гледаше на студенти од Факултетот за безбедност. Но денес не е така и веќе напоменам дека во само во изминатите неколку месеци
на јавен конкурс или на други начини во Министерството за внатрешни работи се вработени повеќе од 50 дипломирани студенти од факултетот за безбедност. Токму пред неколку денови на средба со министерот Спасовски објавивме дека уште 20 на други студенти ќе се вработат во Министерството за внатрешни работи. Едноставно сега факултетот за безбедност е единствен партнер од таков калибар го има Министерството за внатрешни работи и обратно, за секоја потреба за високообразован кадар Министерството за внатрешни работи смета единствено на дипломираните студенти од факултетот за безбедност. Младите го знаат овој факт кој што вие сега го кажувате и веројатно затоа години наназад уште во првиот уписен рок ги пополнуваат слободните места кои што се нудат на факултетот за безбедност. Така е, студиските програми по криминалистика, по безбедност и по криминологија и криминална политика се акредитирани од минатата година. Впрочем, криминалистика веќе ги има првите студенти од 2022-2023 година, а на студиските програми по безбедност и по криминологија и криминална политика токму во овој октомври ќе запишеме нова генерација на студенти според новата акредитација, што значи дека студиските програми се баш на вистина актуелни и следат трендовите во областа на безбедноста, полициските науки, криминалистиката, криминологијата на нешто што се нарекува најсовремен пристап во справувањето со безбедносните проблеми, односно предизвици. И во првиот уписен рок на нашиот факултет речиси да не остануваат слободни места за редовни студенти. Во вториот уписен рок имаме простор да запишеме уште неколку вонредни студенти. Меѓутоа, на вистина, атрактивноста на студиските програми, можноста за вработување, можноста за студирање по европски стандарди, условите кои што ги имаме на факултетот, кои што значително се разликуваат од многу факултети во општеството, современите амфитеатри, компјутер кој што им пристап на бешичен интернет за сите студенти, користење на Microsoft Office лицензираните пакети за целото време на студирање, нас не прават на вистина атрактивни, особено кај студентките, сегашните матурантите студенти, и јас едноставно не е ни необходно да повикаме за првиот уписен рок секогаш ги походуваме бројките и тоа со студенти кои што имаат висок просек на оцени од средното училиште и од државната матура. Рековте студентките и честопати знаеме да кажеме дека веќе се руши она табу која професија за кој пол е попривлечна, дали за машкиот или за женскиот, но факт е нели дека се повеќе девојки се решаваат да се запишат токму на факултетот за безбедност. Како гледаат нивните соученици, еве колеги, на нив? Се чувствуваат ли загрозено? Не се загрозени, едноставно тие се партнери. Видете, работите значително се променија во изминатите неколку години. Еве ќе го кажам мојот личен пример. Кога јас учев, односно студирав, немаше ниту едно женско во нашата генерација, едноставно тако беше пристапот на државата. Меѓутоа, денеска веќе зборуваме за повеќе од 63% на запишани женски студенти, наспроти помалку од 40% машки студенти. И во еден амфитеатар, кога ќе влезете на предавање, има 80 студенти, од кои 50-55 се девојки, тоа е дополнителна предност. Ние толку многу ја доближивме безбедноста до средношколците, односно до граѓаните, што сега се сите свесни дека и во Министерството за внатрешни работи, и во Агенцијата за национална безбедност, и во Агенцијата за разузнавање, има толку многу задачи и работи кои што можат да бидат под еднакво квалитетно и успешно извршувани и од жените, и затоа веќе имаме дипломирани поголем број на студенти жени кои што и се вработени во полицијата, и тоа создаде на различна слика за овие институции, вклучувајќи го и нашиот факултет, како високообразована установа во областа на безбедноста и сите други безбедносни институции во државата. Да, веројатно и студиските програми кои што ги нудите се причина плюс нели да се запишат токму на овој факултет, но за нив по музичката пауза, почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив, Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така?
kako jas. Ovo je život slika, sevo nas, sevo nas. Sakam da te vikam, moja son. Sakam da te čuvam, cela noć, cela noć. Srce otvori, dojdi mi ti, dojdi mi ti. Duša odmori, vovoj mig, vovoj mig. Pušti prikazi, ke pomine se za mnogi ili dve. Srce otvori, dojdi mi ti, dojdi mi ti. Niko je kako jas. Znaš li, znaš li? Srce otvori, dojdi mi ti, dojdi mi ti. Duša odmori, vovoj mig, vovoj mig. Pušti prikazi, ke pomine se za mnogi ili dve. Niko ne te saka tebe, niko ne te saka tebe, kako ja što sakam tebe. Niko ne te saka tebe, niko ne te saka tebe, kako ja što И еве неповторно во програмата на Универзитетското радио УКУ-ФМ Битола ве подсетувам ја следите емисијата за Универзитетот отворено, во која денеска зборуваме за Факултетот за безбедност од Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. На телефонска линија го имаме деканот на факултетот, професор доктор Никола Дујовски. Декане, јас би сакала сега во овој дел од разговорот малку повеќе да проговориме за студиските програми кои што во новата академска година ќе им се понудат на новите студенти, на броцошите. За нив нешто напоменавте во првиот дел од разговорот, но еве да објасниме малку повеќе сега за нив. Да. Еве ќе почнеме од нашата традиционална, најпрепознатлива во општеството студиска програма по криминалистика. Од оваа академска година, од 2022-2023, започнавме со имплементација на новата, освежена, подобрена студиска програма. Таа ја подготвивме заедно со Министерството за внатрешни работи, односно во работната група имаше и представници од Министерството за внатрешни работи. Заеднички се согласивме за тоа каков профил на дипломиран криминалист треба Факултетот за безбедност да произведе во наредниве 5 години, односно кои се суштинските потреби и стратешки планови на раководителите во Министерството за внатрешни за тоа како треба да изгледа профилот на дипломиран криминалист, подкован со доволно теоретски знаења, но и со практични вештини кои што студентите ги стекнуваат во текот на студирањето. Нова студиска програма доминантно се изучуваат прашањата на полицијата, односно полициските науки, криминалистиката, меѓутоа и другите општествени науки се разбира, и студентите доминантно се подготвуваат да можат веднаш по дипломирањето да се вклучат активно во процесот на борба против криминалот, борба против корупцијата, исполнување на обврските од заштита на граѓаните, на имотот, пронаоѓање и фаќање на сторители на кривични дела, контрола на и регулирање на сообраќајот, заштита на границите и така натаму и така натаму. Таа студиска програма е најатрактивна, студентите најмногу ја препознаваат и тоа е нашата, да речам, гордост, доминантна студиска програма. И од оваа студиска програма студентите најголем дел од нив се вработуваат во Министерството за внатрешни работи.
Наредната студиска програма е студиската програма по безбедност. Таа е подготвена во соработка со помалите безбедностни институции од безбедностен сектор, со Агенцијата за национална безбедност, со Агенцијата за разузнавање, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и така натаму. И за разлика од студиската програма по криминалистика, која многу повеќе е насочена кон јавната безбедност, односно кон полициските работи, оваа студиска програма повеќе е насочена кон така наречената државна безбедност, односно кон работите кои што се поврзани со безбедносниот систем, нашиот безбедносен систем, меѓународниот безбедносен систем, меѓународните безбедносни организации како што се НАТО, Интерпол и многу други. Тука се учи и за енергетската безбедност, за еколошката безбедност, за економската безбедност и така натаму. Еден целосен профил на дипломиран студент во областта на безбедноста, кој што ќе знае да креира политики во областта на безбедноста, да врши анализи, да прави процени и така натаму. Третата студиска програма е по криминологија и криминална политика. Таа пред се е насочена кон жртвите, сторителите на кривичните дела. Дипломираниот криминолог утре ќе треба да ја креира криминалната политика на општеството. Тука заедно и со Министерството за внатрешни работи, особено во делот на работата со малолетничката деликвенција, семејното насилство, меѓутоа и со Министерството за труд и социјална политика, со кој што подпишавме договор за соработка, работиме заеднички, студентите можат да одат таму на практична работа и во центрите за социјална работа и да видат на кој начин пристапува државата кога ги решава криминолошките проблеми, односно предизвици во областа на затворскиот систем, пенитенцијарните установи, пред се тука мислам на управата за извршување на санкции, на вкупно целиот процес од стварувањето на кривичното дело па се до издржувањето на казна затвор. Напоменувам дека во декември 2022 година подпишавме меморандум за соработка и со Центарот за социјални работи на град Скопје, каде што студентите веќе ја реализираат својата практична настава, заедно со они спроведуваме многу проекти и сега додека се студентите ја волонтираат и помагаат на лицата кои што се во социјален ризик, во безбедносен ризик и така натаму. Со таа студиска програма пред се ги исполнуваме очекувањата, односно потребите на државните институции во делот на социјалната работа и социјалната политика, бидејќи криминалната политика, односно криминалната работа е нешто што е поврзано со општествените текови. Тоа се студиските програми кои што ќе бидат активни во оваа академска година 2025-2024. Тите студиски програми, кои што претходно ги споменав, се и на втор циклус на студии, заради вертикалноста во образованието се разбира, за да може секој дипломиран на соодветната студиска програма да го продолжи своето студирање и на втор циклус на студии, односно последипломски студии. Ги имаме истите студиски програми, со таа разлика што за студиската програма по безбедност имаме подготвено и акредитирано нови од оваа и од минатата година студиски програми со во трајање од 1 година, односно 2 семестри и 60 ТКТС кредити, и студиска програма од 2 години, односно 120 ТКТС кредити. Тие студиски програми треба да одговорат на профилот за безбедност, кој што студентите на кој што студентите завршиле 4 годишни студии и се стекнале со 240 кредити, но оставаме простор овде и за студенти кои што дипломирале на 3 годишни факултети, односно со 180 кредити. Таква беше и една наша студиска програма, која порано се изучуваше на факултетот и се разбира на студенти од другите факултети кои што имаат стекнато 180 кредити да можат да се стекнат со научен степен магистер на науки во областа на безбедноста со 300 кредити. И се разбира студиската програма по криминологија и криминална политика, исто така е продолжение, со едни освежени, повеќе кон науката насочени содржини поврзани со криминологијата и криминалната политика. Истото се однесува и на криминалистиката, но тука се разбира заради студиумот кој што го изучуваат, многу поголемо внимание посветуваме на научно-истражувачките резултати, работите, анализите, научните трудови и така натаму. И на трет циклус на студии имаме една единствена студиска програма, тоа е студиската програма по безбедност, која што морам да ви кажам и да ви искажам моето задоволство е многу препознаена, особено кај професионалците, кај вработените во институциите. Имаме навистина одлични кандидати на докторски студии, кои што секоја година изучуваат за тоа кои се најновите истражувања, како се гради науката во областта на безбедност и како тие преку еден научен пристап можат да им помогнат на институциите во кои што работат или да помогнат во имплементирањето на
се почестите и по-присутни во нашето општество европски проекти финансирани од домашни, односно од странски невладини организации и едноставно факултетот на тој начин има една комплетна слика на високообразовна институција која што нуди образование од додипломски, последипломски и докторски студии. Дека Недујовски кажавме дека за првиот циклус студии младите се навистина заинтересирани, уште во првиот уписен рок ги пополнуваат слободните места кои што се нудат, но каков е интересот за втори трет циклус студии? Интересот за втор циклус на студии е солиден. Тука пред се студираат веќе вработени професионалци во Министерството за внатрешни работи, во Министерството за одбрана, во Комората за приватно обезбедување, во другите безбедносни институции, поредко дипломирани студенти кои што се уште не се вработени, но би рекол дека е солиден интересот. За докторски студии имаме навистина голем интерес. Задоволни сме затоа што имаме студенти и од Македонија, меѓутоа и од земјите од регионот. Нашата студиска програма е препознаена особено кај нашите соседи во Црна Гора, во Косово, во Србија. Имаме студенти од сите тие држави и едноставно се уште важи она стара премиса дека таму каде што се спроведува квалитетно високо образование, тоа ќе биде регионално препознаено. Се надеваме дека и во овие уписи кои што ќе следат во месеците август, септември, октомври, нели како што ќе бидат распоредени, интересот ќе биде голем. Но за тоа дополнително, нели во други прилики ќе зборуваме каков бил интересот и колку студенти сте запишале на прв, втори, трет циклус студии. Секако факултетот за безбедност е познат и по бројните проекти кои што тука се реализираат по меѓународната соработка и активноста на студентите на самиот факултет, но за тоа по музичката пауза се надевам дека нашите слушатели ќе имат трпение и ќе останат заедно со нас на 90,8 да го проследат и третиот дел од разговорот. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млади, блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у невоша. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Песно моја, звезда моја, желба моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чуjem, во себе што ме крена, вечна љубов ја запарам, вечна љубов со неја да најдам. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе.
Милка Недујовски е неповторно во програмата на Универзитетското радио КФМ Битола и сега јас би сакала тука да проговориме малку повеќе за она што претходно го начнав, за проектите кои што тука се реализираат, за вклученоста на Факултетот за безбедност практично во сите оние програми и сите оние области кои што заеднички нели ги реализирате во неколку наврати кажавте со Министерството за внатрешни работи, но и со другите институции кои што се врзани нели со својата работа околу безбедноста на државата. Така е, значи факултетот е една динамична средина каде што постојано имаме активности поврзани со практичната работа. Нашите студенти поминуваат задолжителна пракса од 30 дена годишно во пред се во Министерството за внатрешни работи и во другите помали безбедносни институции. Во однос на проектите кои што ги реализираме, гор сум да кажам дека во изминативе неколку години имавме успешна реализација на голем број на проекти од европските програми, пред се од Хоризонт Европа програмата, Еразмус плюс програмата. Успеавме да воспоставиме и да изградиме многу добра соработка со бројни безбедносни институции, односно високообразовни институции во областа на безбедноста во регионот, па нашите студенти можат да заминат во странство, таму да поминат 1 до 2 семестри. Нашите наставници исто така остваруваат мобилност и кај нас сме били домаќини на многу колеги, професори и студенти од земјите во регионот и од Европа. Особено би сакал да го истакнам логорувањето. Тоа е активност по која што факултетот е препознат и единствена високообразовна установа во државата која што организира теренско логорување за своите студенти секоја година на крајот на месец јуни, а оваа година тоа се случи од 23 до 30 јуни во Лазарополе, во полицискиот канцел во Лазарополе. Нашите студенти заедно со припадниците на одделот за специјални полициски операции во Министерството за внатрешни работи поминаа 8 дена на планина, каде што изучуваат бројни оперативно-тактички мерки, односно действија кои што се реалност, односно секојденевие во работењето во Министерството за внатрешни работи. Студентите се исклучително заинтересирани, прераскажуваат од генерација на генерација какво е предноста на логорувањето, тие само наистина другаруваат 7 дена без интернет, без телефон, без пристап до основни потреби, едноставно се снаоѓаат во природа и тоа е голема предност за нас. Летниот камп годинава беше посетен и од министерот за внатрешни работи господинот Спасовски, од ректорската управа на УКЛО, ректорот Неделковски исто така беше дојден таму во посета, но и представници од мисијата на ОПСЕ и од амбасадата на Соединетите американски држави, како тие ја оценуваат вашата работа и овај вид на, еве да речеме, дружење и усовршување на она што го научиле како теорија студентите на ваков начин со логорување. Да, во чест на посетата на министерот Спасовски и ректорот Неделковски, студентите подготвија показна вежба во која што сите ние заеднички имавме можност да се увериме во нивната посветеност и знаењата кои што ги стекнале, а пред се да действуваат во сложени услови, да се справуваат со специфични безбедносни проблеми, меѓутоа и да пружат прва помош на колегите, односно на граѓаните. И беше навистина еден извонреден настан во кој што имавме можност да се увериме во сериозниот пристап кој што го работат нашите колеги и професори кои што го спроведуваат логорувањето во Лазарополе. Да, оваа година за прв пат гостин беше и ректорот, меѓутоа и представници на, односно шефот на одделот за развој на полиција во ОПСЕ и регионалниот директор за безбедност во Американската амбасада, кои што беа, да речем, многу пријатно изненадени од многу професионалниот пристап на нашите студенти, кои што покажаа навистина знаења, кои што се, јас би рекол, достојни на долгогодишни припадници на одделот за специјални полициски операции во Министерството за внатрешни работи. Она што студентите како теорија го изучуваат на факултет, еве на вакви практични, еве да речеме, работи може да го прикажат, но и да научат нешто ново. А кога зборуваме за теориската подкованост на студентите, еве да кажеме дека благодарение на издаваштвото од Факултетот за безбедност, еве во последните неколку години студентите на Факултетот за безбедност имаат можност да учат од учебници кои што ги подготвуваат токму професори од Факултетот за безбедност во Скопје. Така е, значи Факултетот за безбедност веќе речиси една деценија гради сосема поразлична политика за однос на издаваштвото.
Ние на секој студент на 1 октомври, односно на 15 февруари, за почетокот на зимскиот и за почетокот на летниот семестар, обезбедуваме пакет на книги во кои што ќе бидат потребни за учење на сите предмети во соодветниот семестар. Потоа сме препознатливи, самостојно ги финансираме таквите активности и тоа во целост. Студентите по символична цена ги добиваат книгите и тоа, верувајте, наидува на големо одобрување. Голем број од студентите и особено нивните родители во непосредни контакти со мене укажуваат на тоа дека студентот се определил да студира на факултетот за безбедност, меѓу другото и поради фактот што тука се знае редот и секогаш ги има достапни книгите кои што се потребни. И тоа е современа литература, речи си да нема кајна книга која што е постара од 3 години, затоа што свесни сте дека денес светот толку брзо се менува, па ќе видиме, односно сведоци дека мораме да бидеме постојано актуелни на македонска литература, со македонска литература, со литература од наши колеги професори, да можат да се стекнат сознание на областа на безбедноста, кои што потоа ќе можат да им остават доволно основа да градат настави практични знаења во Министерството за надежни во другите безбедносни институции. Да, но имате и богата библиотека во рамките на факултетот. Така, една од најголемите впрочем библиотеки во општеството, факултетски библиотеки се наоѓа на факултетот за безбедност. Имаме навистина огромен број на примероци со повеќе од 3.500 наслови. Впрочем, нашата библиотека се вика професор доктор Јордан Спасевски. Тоа е основачот на факултетот за безбедност. Професорот Спасевски не напушти во 2016 година. Меѓутоа, по неговата смрт, тој во тестаментот беше и обрзал своето семејство да ја донира неговата лична библиотека на факултетот за безбедност. И благодарение на професорот Спасевски и на неговата лична библиотека, која што сега е собственост на факултетот за безбедност, ние станавме факултет со најбогата литература. И сега би било неправда ако не спомнеме и доста активности од страна на психолошкото советувалиште, кое е доста активно и со студентите од факултетот за безбедност. Така е, впрочем, ние сме иницијатори. Факултетот прво успостави психолошко советувалиште, а потоа прерасна во универзитетско психолошко советувалиште, кај нас повеќе од 15 години. Професорката која што се занимава со предмети во областа на психологијата успостави еден поразличен пристап, односно однос со студентите. Би се чини дека од пред 3 години, односно пред почетокот на короната, ние веќе тоа искуство го пренесовме на целиот универзитет и сега имаме универзитетско психолошко советувалиште, каде што студентите се добредојдени во соодветните термини да разговараат со колешките кои што сега од факултетот за безбедност и од високата медицинска школа се занимаваат со промовирање на моралните вредности, со помош и поддршка на студентите кои што се по психолошки немир и така натаму. И да, навистина имаат многу креативни работелници, студентите се многу заинтересирани и не само за туку тие се подготвени тоа знаење да го пренесат во другите институции каде што тоа може да одат. Па нашите студенти, подготвени од страна на колешките од психолошкото советувалиште, вршат посети на домови за стари лица, вршат посети на основни училишта, каде што се разговараат со децата, со средношколците и така натаму за нивното знаење и искуство во психолошкото советувалиште. Дополнителна квалитет на тоа е што во време на корона кризата ние ги понудивме нашите услови, односно капацитети на државните институции и пред истражувањето за функционирањето на безбедносниот систем во услови на корона кризата се обидовме да ја следиме психолошката состојба на носителите на одлуки, затоа што во тоа време беше наистина тешко на тогашниот премиер, а сега министер за внатрешни Оливер Спасовски, на председателот Стево Пендаровски, на министерката актуелна за одбрана и така натаму, со кои што разговаравме и едноставно им беше дадена соодветна поддршка. Сетога го зборуваме да им укажеме на младите или да им кажеме дека освен она што го добиват како знаење тука на факултетот за безбедност, има и други работи кои што исто така ќе ги научат и ќе им го збогатат она што значи нивно усовршување не само на професионален план, туку и на нивен лични план.
Така е. Значи, профилот на дипломиран криминалист и на дипломиран во областа на безбедноста во 21 век значи дека мора да им се даде квалитетно знаење на тие млади луѓе, бидејќи тие со тоа знаење ќе се јават на пазарот на труд и мора да се квалификуваат како луѓе кои што се подготвени брзо и без некои посебни потреби од обука да се носат со безбедносните предизвици. 21 век е век на безбедноста, така сите сме заклучили дека е така. Особено ова што денес ни се случува на тлото на Украина, може да ја загрози цела Европа. Сите миграцијски текови, современите видови на криминалитет, особено компјутерскиот криминал, сајбер безбедноста и така натаму, даваат една навистина голема широчина на профилот дипломиран по безбедност или дипломиран криминалист или дипломиран криминолог. Нивната улога во општеството и сега е значајна, но јас сум уверен дека со текот на годините е станува уште позначен. И токму затоа ние професорите сме особено посветени да едноставно даваме се од себе да ги донесеме овде најдобрите светски искуства. Во немал број на случаи самите сме креатори на нови искуства во науката од областта на безбедноста и во регионот сме препознаени како луѓе кои што навистина достојно ја носиме професијата, односно повеќе од универзитетски професор во областта на безбедноста. Декане Дујовски, сега на крај јас би сакала уште да слушнам вашата порака до младите, можеби ваши идни студенти. Сите матуранти кои што се заинтересирани да студираат нема да погрешат ако го изберат универзитетот Свети Климент Охридскиот титула, бидејќи во изминатава година покажуваме дека сме универзитет кој што најбрзо се менува и најбрзо се прилагодува на новите услови на потребата на пазарот на труд во 21 век. Факултетот за безбедност е институција на која што буквално секоја година е различна за студирање, секој месец има некои нови содржини, некои нови елементи кои што се секогаш во контекст на најквалитетното образование во областа на безбедност. Ние сме заинтересирани за најдобрите студенти, односно најдобрите матуранти. Тие го препознаваат факултетот, а јас ги потикнувам сите да поверат на факултетот за безбедност, каде што ќе ги чека една навистина надпреварувачка атмосфера во која што сите ќе бидат по потреба по силни, сериозни и квалитетни знаења во областта на безбедноста. Мотивираните студенти се нашиот основен партнер, ние работиме и едноставно нашиот професионален живот е посветен токму на тоа да изградиме квалитетен кадар, односно дипломирани млади луѓе кои што ќе бидат мотивирани да се вклучат во истражувањето на безбедноста и во борбата против безбедносните предизвици. Декане Дујовски, ви благодарам за вашето гостување во програмата на Универзитетското радио по ФМ Битола. Уште еднаш напоменувам дека разговорот го правевме телефонски, но се надевам дека во следната прилика ќе бидете и гостин тука во студиото, па ќе имаме можност можеби и да разговараме на некои други теми. Ќе ви посакам добро здравје и секако успешни уписи во новата академска година. Ви благодарам, со задоволство ќе разговараме секогаш кога ќе проседиме има можност за тоа. А првата наредна прилика во Битола ќе искористам и за непосреден разговор. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Mera da gi izedam. Mera pleno mori, mera da mi pomiri. Sevda moja, sevda da mi izvezi. Укло FM Битола, август 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола. Направи го најдоброто. Студирај на Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.